Роденденска желба на Дуи по повод 18 години од нивното постоење е албанец премиер на Македонија. Порача Ахмети преку неговиот Facebook статус. Тој порача дека албанец е начело на собранието, но дека сега е време за нешто големо. Прв човек на владата. Вели денеска имало јазична рамноправност и целосно имплементирање на нормативниот дел од Охридскиот договор со 3 универзитети на албански јазик, со училишта, болници, градинки, патишта, институции. Денес го инсталиравме и начелото на консензуалност и во одлучувањето и во изборот. Како и раководевме како албанци и граѓани на оваа држава со собранието, Министерството за одбрана и за внатрешни работи, Народниот правобранител и Државниот правобранител, Врховниот и Уставниот суд. Но сега дојде време за нешто поголемо. На ваквите желби, ЗАФ експресно одговори, ако Дуи има ваков услов за владина коалиција, тогаш нема да биде дел од идната влада. Доколку СДСМ победи на изборите, јас сум кандидатот за претседател на влада и ќе бидам премиер кој еднакво се бори за подобар живот на сите граѓани на Северна Македонија. Нешто што го докажав не сите мои политики изминативе години. Соодветно на тоа, доколку Дуи има ваков услов за коалиција за влада, тогаш Дуи нема да биде дел од идната влада. Дали навистина ЗАФ ќе си остане на зборот, дека ако Дуи условува, нема да биде дел од коалицијата ако СДСМ победи? Останува отворено прашање. Често екс-премиерот даваше изјави кои по неколку дена сам ги демантираше. Не беше толку одамна кога се колнеше во жицата дека името нема да се менува. Прашуваше кој тоа ќе донел двојазичност низ цела Македонија. Идентитетот ни бил бетон, а и платите ќе биле 500 евра. По изјавите на ЗАФ и Ахмети се огласија и од ВМРО ДПМН, кој вела дека нивен кандидат мандатар ќе биде Христијан Мицкоски, но порача дека во овие моменти поважно е сите да се фокусираат кон заразата и рекордно црниот биланс на ново заразени. Оти приоритет е здравјето на граѓаните.